Се вели дека културата е вистински амбасадор на една земја. Колку и да звучи ова излитено, она што во наредните минути ќе го гледате и слушате, ќе ве увери во тоа дека е потребно да се направи нешто навиду мало, а позитивните реакции и одекот од стореното да бидат неверојатно големи. Успехот кој младите фолклористи од Кавадарци го постигнаа на гостувањето во Турција е дотолку поголем, ако само малку се свртеме назад и погледнеме колку културата во Кавадарци последните десетина години се наоѓа на маргините на сите случувања во градот. Но затоа во некоја друга прилика. Оно што следува е една убава приказна, како што посакуваме што почесто да ни се случува. Ова е приказна за успехот на детската група на фолклорниот ансамбл Тиквеш кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Успехот е постигнат на 9-тиот меѓународен детски фестивал, одржан во градот Тавшанчил, Република Турција. Подмладокот на кавадаречкиот фолклор во Турција замина по покана на градоначалникот на општината Тавшанчил, господинот Салих Гјун, и фолклорното друштво Мапойтак од градот Измит, со кое кавадаречкиот дом на култура има повеќе годишна соработка, а многумина од нас го паметат нивниот концерт од пред некоја година во Кавадарци. Накратко, подмладокот на фолклорниот ансамбл Тиквеш е одлично продолжување на традицијата која датира од 1952 година, кога всушност и започнува да делува фолклорната група при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, за да денес биде меѓу најдобрите во Република Македонија. Токму поради тоа, популарните кавадаречки играорци од 21 до 26 април годинава ја представуваа Македонија на детскиот фестивал во градот Тавшанчил. Фестивал кој се одржува по повод 23 април, денот на детето, востановен во далечната 1923 година од таткото на модерната турска држава Кемал Ататурк. По заминувањето од Кавадарци на 21 април по попладневните часови, поречиси 20 часа патување, кавадаречките фолклористи наредниот ден пристигнаа во Тавшанчил. Обемната официјална и неофицијална фестивалска програма можеше да започне. Младите кавадаречки играорци беа спремни во најдобро светло да представат дел од големото македонско фолклорно богатство. Организацијата функционираше добро, што најдобро може, домаќините спремни да ги исполнат желбите на гостите и во очи на официјалните фестивалски настапи, по разгледувањето на крајбрежјето во 70 км оддалечениот Истанбул, на највисоката негова точка во големиот градски парк Чамлиџа се случи првиот, повеќе спонтан отколку намерен настап, а звуците на македонските народни песни ора придонесоа за само неколку минути спонтаната игра да прерасне во вистински концерт со публика собрана од нога, за да сите присутни уживаат во неформалниот настап на кој кавадаречките млади играорци од се срце ја подарија својата умешност.
Враќањето во Ташанчил донесе уште еден предизвик – полуофицијално представување пред граѓаните и градоначалникот на општината. И сами можете да видите повеќе од успешно. А неофицијалната генерална проба доправа следуваше. И тоа каква проба? Вистински концерт во 80 километри оддалечениот Измит, град во кој живеат илјадници жители по потекло од Македонија и кој во ниту еден дел од денот за време на целиот предстој во Турција не ги оставија без нивното гостопримливо однесување и им ги направија гостувањето на кавадарчани многу пријатно. А веќе забележувате, фестивалската агенда беше преполна. Иако беше напорна, беше тоа сепак сладок напор. Многобројните почести со кои домаќините ги удостоија младите македонски кавадаречки фолклористи беа потврда дека поканата не била залудна, а многобројните пријами, фотографирања, десетина снимки на турските сателитски телевизии, гласните аплаузи покажаа дека кавадаречките играорци беа звезди на фестивалот, а ова што следува е полуофицијалниот концерт пред над 1000 граѓани на Измит, кои уживаа во богатството на македонскиот фолклор. И додека гледате дел од настапот на платото пред седиштето на фолклорното друштво Мапој Так во градот Измит, колку да не се заборави до наредната средба би ги спомнале Чичко Билал и неговиот син Ридван Субаши од Измит, кој можеби најмногу придонесоа комплетната делегација од кавадарци да се чувствува добро на 1100 километри далеку од дома во градот Ташанчил, Република Турција, крај мраморното море во азијскиот дел на оваа пријателска држава. Би ги спомнале и Аиша, господја Северџан, комплетниот персонал на одмаралиштето во кое беа сместени играорците, службениците во општината, а и градоначалникот на Ташанчил, господинот Салих Гјун, кој беше воодушевен од настапот на кавадарчани, придружувани во живо од оркестарот на ансамблот. Затоа и тој доби покана во најскоро време да го посети кавадарци и колку толку да се увери во нашето гостопримство.
Веќе сме на најважниот фестивалски ден, 23 април. Дефиле на сите учесници, детски ансамбли од цела Турција, учесници од Германија и Кипар и подмладокот на ансамблот Тиквеш како представници на Македонија. Безгрижно дефиле низ Тавшанчил, безброј знаменца низ дефилето, полагање цвеќе на споменикот на Кемал Ататурк, пошто следуваше централната манифестација во спортската сала во Тавшанчил. Инаку, предвидено беше централниот дел од фестивалот да се одржи на големиот фудбалски стадион, но упорниот дожд и силниот крајморски ветар учесниците ги пресели во спортската сала. Без разлика на тоа, салата беше преполна со публика која не ги штедеше аплаузите. Пред да го погледнете настапот на каодарчани, ви нудиме дело од настапите на учесниците од Република Турција, Германија и Кипар.
Во меѓувреме, со по уште една точка настапија сите учесници на фестивалот, за да вториот настап младите кавадаречки играорци го исполнат со сплет егејско-македонски песни и ора. Со ова завршија настапите и покрај обемната програма замор немаше. Желбата во што подобро светло да се представи фолклорот и традициите на Македонија беше остварена. Оно што мораме да го забележиме на овој видеоматеријал се приемите кај градоначалникот Наташа Анџел, доделувањето на пригодните фестивалски награди и медаљи, размената на поклоните меѓу домаќините и кавадарчини, посебно делот во кој директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе, Душко Глигоров и представникот на Советот на општина Кавадарци и градоначалникот Панчо Минов, Александар Малинков, на домаќините им скажа голема благодарност со неколку карактеристични кавадаречки подароци, со желби соработката да продолжи. А дека ќе продолжи, тоа е повеќе од сигурно. Во програмите за работа на градоначалникот на Кавадарци Панчо Минов и градоначалникот на Наташа Анџел Салих Ѓун
веќе е планирана идна соработка не само на културен план, но тоа да им го оставиме ним. А ние овде да го завршиме првиот дел од успешната приказна за гостувањето во Турција на 9-тиот фестивал во градот Тавшанчил, посветен на децата. А како инаку би завршиле, освен со завршното дефиле, со снимка од факелите кои го осветлија Тавшанчил и големиот огномет со кој официјално заврши фестивалот. Со желби за повторно видување и почести средби, со надеж дека на пријателите од Турција во најскоро време ќе им биде вратено гостопримството токму во Кавадарци, едно е сигурно, дека фестивалските денови во Тавшанчил, младите кавадаречки играорци долго и подобро ќе ги паметат.